Почитувани, после скандалот со ИПАРД, на повидок е уште еден во низата корумптивни скандали во ресорот на земјоделство. И тоа на штета на земјоделците и на лозарите. Според наши информации, пред 3 дена на 25.11.2025 година, на владина седница е донесена одлука за дополнување на програмата за интервентен фонд, со мерка за доделување на финансиска поддршка за откупен килограм грозија, ама не за лозарите, туку за винариите. Оваа одлука се уште не е објавена во службен весник. Но внимавајте сега. Одлуката не е за 2, не е за 3, туку за 10 денари по откупен килограм да им се додели на винариите. Владата на Мицковски и Министерството на Трипуновски немаат пари по 3 денари да им даде на лозарите, ама им дава 10 денари по килограм на винариите, откако претходно им даде 2. Она што е скандалозно е што периодот е само за откупно грозје од 17.9.2025 до 31.10.2025 година. Ова е скандалозно и недозволиво, а мириса смрди и на корупција. Еве зошто. Прво, оваа наменска мерка на владата значи финансиска поддршка само за многу мал број на винари, а не на лозарите. Зошто мал број винари се поважни од лозарите. Второ, висината на финансиската поддршка од 10 милиони денари е огромна, а се однесува на мал број на корисници. Трето, краткиот период за кој истата ќе важи. Го прашуваме министерот Цветан Трипуновски, врз основа на која анализа е донесена ваквата мерка? Дали е дискутирана со подсекторската група и дали наидува на одобрување на производителите и откупувачите? Дали оваа мерка е креација на договор во 4 очи и однапред се знае кој ќе ги добие парите? СДСМ бара владата да ја поништи оваа одлука, веднаш бидејќи се на штета на лозарите и затоа што е основа за корупција. Антикорупцијска комисија, обвинителството и сите други надлежни институции за злоупотреба на парите на граѓаните да го испитаат ова крајно коруптивен скандал и да реагираат. Станува збор за скандалозен обид за земање на државни средства и поигрување со секој вреден земјоделец, кој со месеци чека на државна финансиска поддршка. Трипуновски одби да ја објави производната цена на најзастапените вински сорти Вранец и Смедеревка. Ова одбивање на почитување на законот донесе срамни откупни цени за трудот на лозарите на сметка на откупувачите. Понатаму го одбија предлогот на СДСМ за носење на закон за доделување на финансиска поддршка од дополнителни 3 денари за предаден килограм грозија. Нема пари и субвенции за лозаропроизводителите, одгледувачите на овци, млекаропроизводителите, градинарите, органските производители и регистрираните земјоделци. Но очигледно власта има пари да додели и тоа по дополнителни 10 денари по килограм откупено грозје на мал број откупувачи кои дополнително се богатат на маката на лозарите. Корупцијата во земјоделството мора да биде запрена веднаш. СДСМ силно ќе се спротистави на овие обиди и ќе биде гласот на секој еден земјоделец.